Здраво на сите и доброdoјдовте во уште една епизода на Пулсот на младите. Подкастот кај што отворено разговараме на теми што навистина не засегаат, не мотивираат, но и не предизвикуваат да размислуваме. Јас сум вашиот водител Петар Јошевски и пред се денеска сакам да ве поздравам поетски. Некои приказни не се пишуваат со мастило, туку со срце. Некои клубови не се бројат по членови, туку по добрини. Денес зборуваме само за младински активизам. Зборуваме за искра што 10 години не згаснува. Интеракт клуб Прилеп е гласот на младите и ехото на хуманоста. Движењето што зборува гласно, дури и кога молчи. А денес со нас е токму таа енергија. Во ликот и зборот на Елена Андреевски. Здраво Елена, добро дојде во студиото на Радио Пулс. Здраво Петар, добро ве најдов. Пред се, сакам да те прашам за тие што не знаат, што гледат моментално, што представува Интеракт клуб и како функционира? Интеракт клуб Прилеп представува младинска организација. Ние сме помалок на Ротари клуб Прилеп. Ротари клуб се тука во нашиот град веќе 15 години. Ние сме тука само 10, значи само 10, што искрено и се вака да застарам многу години за да опстои нешто баш на нашиве простори, нешто создадено од средношколци и ден денеска средношколци го издржуваат нашиот клуб. Ние сме помалку родители, како што кажав. Во нашиот клуб членуваат лица од 15 години со започнување на прва година средно, па се до 19 години со завршување на четврта година средно. Сме составени од членство, годинами имаме 50 членови и управа која брои 3 членови до оваа година, таму ќе брои повеќе членови, затоа што има и нови функции кои ќе додаде од Interact International. И тоа е, функционираме на начин, организираме настани од секаков карактер, забавен, спортски, и сите средства што ги збираме, после ги донираме на места каде што се најпотребни. Првично донираме на организации, донираме на нешто на ниво на општината каде што можеме да помогнеме, не на индивидуи. Сметаме дека на индивидуи има доволно организации кои помагаат, самиот Црвен крст и многу фондации, па после затоа ние одлучуваме да действуваме кон некоја друга гранка која е така да речем запоставена. А што значи за вас како постоење на 10 години во овој клуб? Гордост. Значи ништо не можам да кажам освен дека сум прегорда да постои, дека нешто од 10 години се негува и одржува и постои и работи во целосна смисла на зборот, значи функционираме доста добро. Функционирате радовно, што е најбитно. Да. И функционирате имате големо влијание кон сите, јас тоа го приметувам цело време. Сакам да те прашам, малце да ми објасниш за клубов, од кога си ти член до денеска, значи, иако знаеш нешто претходно од овие 10 години, како изгледаше развојот на клубот? Клубот започнува во 2015 година, со почеток на средношколската година, на 1 септември, на учебната година поточно, и го основаат Роберто Ацески, тогашен претседател на Ротари клуб, и неговата ќерка Роберта Ацеска. Знам, сигурна сум дека во таа управа бил Игор Ристевски, член на друг ротаријанец, прилепчанец, и сето тоа се основа под, ајде да речем, диригентство на примариус доктор Александар Ристевски, кој сега почина, тој е чартер претседател на клубот на Ротари клуб Прилеп. Започнуваат како голема бројка, морам да кажам, мислам дека 25-6 средношколци, гимназијалци конкретно. Сето започнува од гимназија Мирче Ацев, од таа наша медијатека, ајде да кажам, и се развива и проширува во гимназија Мирче Ацев. Од оваа година, кога јас станав претседател, малце ги проширивме нашите граници и примивме и деца од други средни училишта, што тоа ми е најмило.
До лани бевме обрзани за сите настани што ги правевме, сите состаноци, сето беше во гимназија, но од оваа година почнавме да действуваме на ниво на цел град. Значи се организираме состаноци секаде каде што ние сакаме првично да одржиме состанок, па и така. Еве, кои акции најмногу се издвојуваат низ годините и некоја од твоите омилени акции, можеби? Најмногу действуваме во центрите за поддршка на лица со попреченост. Такви ги имаме 3 во Прилеп, односно Дневен центар Прилеп, Центар за лица со интелектуална попреченост Порака и Дуница. И Дуница, да. Најмногу действуваме во тие центри, оти ние сметаме дека тие се и најзапоставени. Точно. Од порано, значи во Порака се има донирано клима, звучник, се има донирано, оваа година ние дониравме табла, ламинатор, па натака се надевам дека уште нешто ќе се досреди. Центарот Дуница со наша поддршка од Интеракт и со поддршка од гимназија Мирче Ацев се среди на многу добро ниво, се вароса внатре, се исцртаа зидовите, се обновија сите цртежи што беа. Таму имаме донирано и други работи претходно. Во Дневен центар Прилеп имаме неколку донации. Еве оваа година сега тераме уште една, последна. Бидејќи не е крај на ротаријанска година, имаме уште простор за неколку донации. Една од последните ќе биде баш во Дневниот центар Прилеп. Што е тука наш комшија. Да, баш комшија. Не се толку битни донациите, колку што е битна дружбата со тие деца, И со тие среќата. личности и среќата која гледаме во нивните очи. Значи, јас обожувам, многу сакам од време на време да му посветам внимание. Вчера бевме баш во сите 3 центри по повод да го прославиме 10-тиот роден ден на Интеракт. И во сите тие центри појдовме со мало внимание. Имавме купено некои си плагички таму по 15 денари, што нас не коштаја многу. Донесовме и мој соученик кој свири на гитара и нивната среќа беше неизмерна. Значи, тоа ми е тоа што го сакам многу. Тие нема да се радува толку на донацијата, колку што се радува кога ќе појдеме на дружба. И вниманието што И вниманието што го добива, да, дефинитивно. И затоа тоа е тоа што не издвојува како клуб од сите други клубови кои действуваат во Прилеп, од сите други организации. Првично дружбата ни е најбитна. Значи од дружбата почнува се. Дружбата е таа што не одржува 10 години. Да. А што спроведувавте годинава по повод јубилео? Имавме многу интересен роденденски викенд, јас така сакам да си го наречам, бидејќи роденденот ни е на 5.5. Тогаш е добијана лиценцата за Интеракт Прилеп, со полно име Интеракт клуб гимназија Мирче Ацев Прилеп. Ние тој ден се паѓа во понеделник и сега малце тоа не кочеше за да се одржат некои работи, бидејќи е работен ден и учебен ден, значи никој не може да излезе од училиште да се спроведа некои активности. Одлучивме да си го преславиме во еден викенд. Почнавме од петок, во петок имавме приватна забава, се одржа во ресторан Лаки. Во сабота одржавме и забава за цел народ, ајде да речам. Неделата се случи многу убав настан за кој мене ми е најмило што го организиравме. Беше отворен настан, се случи на могила. Имавме турнир во баскет, турнир во одбојка и требаше да има проекција на филм по отворено небо. Ама универзумот го сповишите сили не сакале да се случи тоа и се случија некои технички проблеми во текот на одржувањето, спремањето за настанот и останавме само на двата турнири. На турнир во одбојка и турнир во баскет. Тие беа целосно финансирани од Интеракт клуб со спонзорства. Значи ништо на никое дете не му се даде денар за котизација или за било што. Целосно финансирани од деца за деца, буквално. И тоа вака ми беше најмило кога застанав, кога заврши тој настан, застанав и си реков Еленче, ова ти се сама со твоите дечки од Интеракт го организиравте и на никого не му се зеде ни денар. Тоа ми е најбитно, тоа ми беше вака како да сум достигнала некој најголема цел во мојов живот. Буквално тоа беше. Да се организира настан кај што нема да се наплати влезница, кај што нема да се наплати котизација. Настан од деца за деца, буквално.
иначе, еве сега ми пиша девојка која запознав со работата од Интеракт, таа е едукатор во Центарот Порака и ми е многу мило што покрај тоа што сум председател на Интеракт, јас запознав многу личности, стекнав страшно големо искуство, ама најмило ми е што запознав многу личности и многу голем дел од тие деца, лица кои одат во тие центри за поддршка, мене ме препознаваат кога ќе ме сретнат во чаршија, ме застануваат, си правиме муабет, значи најбуквално ги чувствувам како другари, како пријатели. Можам и јас да кажам многу добри зборови за Интеракт од Прилеп. Интеракт одржува премногу настани и мислам дека е еден од главните фактори кои го оживуваат градот, освен некои фестивали кои што ги имаме, Интеракт кој Прилеп го ја одржува забавата, го одржува културниот живот во градот низ цела година, значи од септември до јуни, Интеракт клуб Прилеп работи редовно. Да. Ти веќе ми го одговори ова прашање, колку млади се вклучени, какви се реакциите од заедницата? Значи има 50 млади и 4 во управа. Тројца во управа сме моментално, да. Бројката беше 50 кога почнавме. Со тек на време се намали, некои си имаат обврски, сакаат да се откажа, тоа го почитуваме ние. Моментално сме на пак сме на доста висока бројка, 45, мислам, истото е. Плюс нас 48, пак не сме на многу ниска бројка, ама се откажа некој и тоа сакам да биде како обележие дека не сме строги во никој случај, многу не мислат за строги дека сме селективни, не, се прифаќаме. Се што сака да влезе во клубот, во Интеракт клуб Прилеп, е средно школо, значи сето што е во границите на средно училиште, се е добре дојдено. И доколку сака да се замине во средна година, во средна било што ние не правиме никаков проблем. Значи толку сме флексибилни. Еден од принципите кои следиме се интегритет и диверзитет, два од принципите кои ги следиме се интегритет и диверзитет и тоа мислам дека е доволно кажува за како ние се однесуваме кон членовите на Интеракт. Да, значи сега секој кој сака може да се приклучи во Интеракт. Да, буквално секој кој сака, се дури е средно училиште. Тоа не е единствената возрастна граница која мора да ја почитуваме. Како може да се приклучи за некој што гледа и сака да види дел? Ние си имаме Инстаграм страна и Фејсбук страна. Значи, кога почнува школска година и во тек на школска година, си пишувате, сакам да се вклучам во клубот, ве додаваме во групата која си имаме, Вибер заедница, и од тука произлегува се. Тука имате договори за состаноци, на кого кога му одговара, па се собираме. Обавезно еднаш неделно најмалку имаме состанок. Мислам, не се случило да имаме повеќе од два пати во недела состанок, ама сепак еднаш неделно обавезно ќе одржиме состанок, ќе се видиме најпрво ќе спијаме едно кафенце што би се рекло и после почнува состанокот. Значи состанокот како низ муабет се одвива. Никогаш не е официјален состанок па сега да следиме некој дневен ред па прашања последни. Не, сите сме вклучени во текот на состанокот, сите си правиме муабет, најдругарски нешто што може да постои. Сакам да ми кажеш каква е реакцијата од заедницата за време на активностите, проектите или пак воопшто какви се реакциите кога на некој ќе му кажеш дека си во Интеракт клуб и што е Интеракт клуб воопшто? Реакциите се тоа на два дела. Секогаш, значи имаме тие со позитивна реакција што му е прегордо и се тука да не поддржа во секој случај. Значи тоа се многу личности градов што застанале зад многу донации на Интеракт клуб, многу донации за Интеракт клуб, спонзорства и слично. И ги имаме личностите кои се прават да не саботираат со првично некој муабет дека сме политички поврзани, не во никој случај дека не знам нешто нерегуларно. Сакам да те прашам како изгледа да се биде председател на еден младински клуб? Захтевно, првично предизвикувачки. Бара голема посветеност. Бара преголема посветеност. Значи не е нешто што е ајде за членовите може Интеракт е кафе и дружба, ама за управата Интеракт се многу барања, многу договори, многу документација, фактури, многу такви работи што не се за замарање. Првично имам голема пречка затоа што јас немам 18 години и законски правно не смеам да се потпишам таков документ.
Имаме во управата член и треба на сет него да му се носи да се подпишува, па за некои документи дека сме млади, не смееме ние, па мора се тоа да се одвива преку ротари. И тоа е тој дел зад кулисите што никој не го гледа, што може е досаден, ама ја во тоа уживам. Значи, јас знам сега во Комуналец, ако појдам во Комуналец, знам кај да појдам со барањето. Во општина знам се кај се случува што се случува. И тоа мене ми нека баш животно достигнување. Знаеш да напишеш барање, да доплатиш фактура, да најдеш платница се. Значи, тоа е свиди попатно, значи не очекував јас дека ќе треба да шетам по општина да барам конкретно еве за настанов на могила, мораше се да се земи дозвола за користење на јавни површини, па за настанов пред сато требаше исто јавна површина, па се тоа се пријави во полиција, во пожарна, во брза помош. Многу работи ни кажа, но што научи за себе на оваа позиција во Интеракт и што ти носи Интеракт во секојдневието? Јас сум многу голем паничар, тоа ми е многу голема мана, да кажам. 5 минути пред настан не знам кај ми е мозокот, не знам кај ми е глата и со никој не можам да комуницирам. Во тој момент можам само да се развикам на некого, ти сум нервозна. Не сакајчи. Не сакајчи, не дека, значи не сум тип што вика првично, сакам се да се реши на најдругарски можен начин проблемите. Ама во тие 5 минути пред да се отвори врата на настан, тие се најнеорганизирани 5 минути, не знаеш кај си, сите те бара за нешто. Елена ваму, Елена таму, Елена онаму, Елена види ова, Елена види она. Првично научив за себе дека знам да организирам настани, претходно мислев, сега научив дека знам. Тоа е многу голема, ајде да кажам, придобивка. Знам точно да напишам што ми треба за еден настан и фокусирано да го направам истиот. Се стекнав со вештина за решавање на проблеми во тек на такви конфузни ситуации, кога сите ти го извикува твоето име, ти треба да трчаш од една на друга страна и да решиш проблем истовремено. Тоа ми е искрено така најдобра вештина која сум ја стекнала. Научив да бидам смирена во многу моменти. Јас не сум смирена личност, јас сум личност што скока од нешто на нешто. Научив дека некој треба да направи стоп, дека да одмориш, да ги одмориш сите околу тебе, за после се што ќе биде да биде поефективно, поефикасно и пофино да изгледа на резултатот, да биде пофин, најфино да изгледа што може да биде. Не сум перфекциониста во никој случај. Многу сум, ајде да кажам, хаотична личност. Тоа си го кажува и ова име креативен хаос, мислам. Научив хаосот да го средам, да биде среден хаос, нема да биде средено перфектно сето, ама ќе биде среден хаосот. И ќе се знае кој хаос во кој ред. Значи тој хаос за утре, не тој хаос денеска не го чепкаме. Дали имаш некој проект или нека активност што навистина ти останала во сеќавање? Настанот што се случи во недела. Првично тој ми е настан што цел живот ќе го памтам. Сите проблеми што се случија, значи 15 минути пред настан мене ми гасни на мајка ми, тоест извинете, гасни колата насред Угорница и јас не можам да стасам на настанов. Физички да бидам присутна за да почне. И сите проблеми јас треба да ги решавам преку телефон, а преку телефон што проблеми ти можеш да решиш. Нема струја, ако не можам да најдам струја преку телефон. И трчаш на сите страни, мозокот ти е и кај што треба да се најде струја. Трчаш до магија? Не, ме донесоа со кола, ме зедоја. Мораше да звонам кај другиот татко ми не беше во градов. Да беше тој можеќе беше поинаку, ама татко ми не беше во градов и мораше да звонам кај негов другар да дојде да ме собери Стефан. Поздрав за Стефан. Фала Стефан за превозот. Што ми помогна. И мораше се најде некое решение во тој момент. Тој ден, мислам, со мајка ми, татко ми. Прво со мајка ми, првично со барјето, 5 пати се вративме со колата. И со татко ми вечерта уште толку за да се собери и да се врати назад.
Тоа е голема посветеност и на моите родители, голема поддршка и онив двајца. Да не беа тие двајца, јас како што немам возачка, од тој настан ништо не може да бидни. Немаше кој да, тоа беа перници во прашање донации, па работи, па јас бев со 3 чанти, појде на во една чанта лаптопи, во друга чанта не знам. Проектор. Од сето по нешто мораш да си носиш там се, мораш да се снајдиш. Најди се па живеј. Јас не работам, носам во една чанта лаптоп, во другата чанта формуларите, во другата чанта пошто после работа сум на училиште, книгите. Си ги носам. Па тоа папките со тоа договорите подпишани дека смееме да користиме просторо, па сите, оти може да се случи да дојде полиција па да ти ги побара тие. Ги спомнав јас преска книгите. Сега сакам да ни кажеш нешто повеќе за себе на страна на Интеракт, се вратиме на Интеракт секако после. Како започна твојата приказна со пишувањето? И би те замолил да ми ја даеш Види ми ја душата, затоа што после сакам да прочитам. Повели, ете Види ми ја душата, таа е мојата втора книга. Ова е втората книга на Елена. Ова е мојата прва книга, да. Почнав многу спонтано, значи тоа беше поклон за тебе. Фала. Тоа е флаерич од Интеракт клуб, беше испечатен од роденденот и на него има некои информации за работата наша, да какви настани имаме организирано и слично, на кој принцип функционираме. Ајде се вратиме на книгите сега. Јас почнав да пишувам 2021 година, кога бев 8 одделение. Почнав да пишувам нешто по-спонтано, амин. Јас ко мала изразував желба. Шо? Нешто по-спонтано. Тано, амин. Значи, ко мала изразував желба за пишување, за такви работи, за поезија, за литература. И во трето одделение тргнав да пишувам и на книга Дафина. Дафина беше хероина од, не знам, 90-тите години, кога жените не смеле да учат, па да учи од книгите на братие. И во тој период од живот таква некоја фаза имав, што такви инспиративни приказни за жени мене многу ме мотивираја и почнав и јас да пишувам. И на сел клас му се пофали дека чизвам книгата во трето одделение, ама тие приказни станаја во некои си тефтери и сега пред брзо кога се селев ги читав и баш вака се викав, еци како си можел да мислиш дека ова сакаш да го објавиш, ама детенце нема врска. Сето си остана така, тогаш ништо не се продолжи. И идам во 8 одделение јас, до тогаш јас имам написмени само 5+, никогаш македонски сум најактивна, за лектири, за се. Тоа ми беше баш нешто што е моја пасија, моја желба, моето слободно време го посветував на читање на книги. И професорката на час ни вика, напишете песна со некоја стилска фигура. И јас сега ќе напишам книга со сите стилски, песна со сите стилски фигури. Овдека ти е така? Овде во ова книга. Не, ти имаш и овде со стилски фигури нешто. Да, јас многу користам стилски фигури. Се вика животот кој е неопислив. И во оваа песна имате сите можни стилски фигури, јас тогаш ќе ги учев. Ова беше првата песна од која почнав да ја пишувам книгава. Еве ја. Можеш слободно да ја прочиташ ако сакаш. Добро, ајде. Ќе ја прочитам. Животот кој е неопислив. А што е живот воопшто? Знае ли некој? Збор, чувство, време. Што ако се дефинира различно? Може би се чувствува и поминува различно. Секој размислување нам не доведува да се запрашаваме што е живот. Некој се измачи да донесе нови свет, го слуша твојот плач, лие солзи од радост, бидејќи во рацете си го држи светот, животот. Некако живот ми е тоа. А живот ли е кога имаме различни животни фази? Од тоа најмалото кое си игра со другарчињата има безгрижно детство, па до тоа големото кое својот живот го поврзува со сериозноста, гордоста, радоста и успехот. Животни фази, да, ама заедно се е живот. А кога си на дното, силата која ти издига на врвот, треба ли да ја наречеме живот? Тешко, лесно, комплицирано, едноставно, па може би и сето тоа е живот. Да сакаш и да љубиш се две различни чувства. Да сакаш да живееш, понекогаш е живо. А може би сепак треба да љубиш да живееш, за да живееш како што треба. Се што дошло, прошло, се што ќе дојде и ќе пројде. Животот е како долг автопат кој ти возможува секоја гледка да ја видиш само еднаш. Тие единствените кои имаат посебно значење во нашиот живот се тие од кои некогаш насмевката ни зависела и се тие чие отсуство најмногу го чувствуваме. Тие единствените некогаш се живот. А пак тој
најединствениот, кој секој ден сладко не нервира, како би оделе против целиот свет и кој е тука да не заштити од се и да биде се нај за нас до века. Па некако и целиот живот би му го посветила нему. И тоа може би е живот. Тие другите веќе стануваат непотребни, единствените довековни. Па ете и живот е кога одлучи да се забави и да се ужива. А не да се води таа трка со времето. И ете живот е и кога судниот ден ќе дојде. Твојот пат завршил. А сега се оставаш на вечното почевалиште и веќе се спреднуваат сите пополметоци. А назад нема. Ете тоа може би е живот, според гледна точка на 14 годишна брзоплета девојка. Тоа е мојата прва песна напишана и втора песна е во книгава. Прва песна беше Што ако секогаш останам дете. Тоа така некоја приказна која јас ја градев во книгата, затоа мораше така да биде. А тоа ми е навика, еве да го спомнам, по секоја книга прва е песната од која почнала да се инспирира книгата. Сакам да те прашам дали кога пишуваше Види ми душата беше заљубена. Да, многу. Примитив, оти имам читано. Предпоставувам, знаете, вака јас кога читам поезија, вака ја читам и мислам дека тоа што е за мене само че се Така се чита поезија, тоа е правилниот начин да се чита, ајде да кажам, лесна поезија. Има некои тешки поезии кои сакат да не пренесат порака, ама ова е лесна поезија и таа единствен начин да читаш е така. Да. Мислам. Еве што ми се отвори сега. Нема да ми го скрши срцето, ама ако само те сакам во моите мисли. Инаку, Елена има црпена инспирација за своите песни од песни, од незини одмилени бенди веројатно. Да. Има едни од моите две најомилени песни за чудо. И сега сакам. Баш ме интересира кои се тие песни. Нема да ти кажам која песна, да видам дали сама ќе се погодиш. Се текнем, ајде. Може би таа него го спомнуваше на другарките за тоа колку е предобар. А јас само го спомнував на Бога да биде добар. Понекад упалим свечу, да бидеш ми добро, да чувате Бог. Да, ночка весна од пилоти. Од пилоти. И заспан си во нечии преградки. А моиве само на тебе чекаат. Зборуваш за нечие внимание, а моето одма го добиваш. Спиеш за нечија насмевка, бидејќи мојава не ја добиваш. Ван Гог, како се викаше песната, чеки? Неко те има ночас, да. Инаку јас и Елена се запознавме на татарските игри. Да. Во јуни лани. И тогаш јас дознав дека Елена пишува и мислам дека ми го даде последниот примерок од книгата, ако тој не е последниот. Не, ова е првиот примерок што си го додав јас, да, ова излезе прв, он него се црпеа сите гречки. Јас тогаш многу пресно беше дај на книгата, ја издадов на отварањето на татарските игри во Петоко, на 7 јуни, затоа не присуствував на отварањето и ми беше многу онака пријатно да делам на сите книги, ама никој не ми даде коментар како ти што ми даде. Ти би испопали книгата, ми кажа мајка дека ти ја преведнисала, па таму не знам ми понуди ако треба за следна книга да дизајнираш корицата ти. Памтам се, значи тоа вака ми беше искрено нај. Сите луѓе што му дадат книга. Знае дека сум читал. Мислам нормално. На кои други песни се обележани? Макам баш ме интересира. Обележана ми е малце предолго се, не ми таа, другата ми на другата страна. Само што се залепени. Една звезда ноќва панна. Там е најуба. Една звезда ноќва панна, се прашувам, чија ли желба згасна? Па најсјајната звезда да исчезне од небово, може би беше мојата, може би твојата, може би нечија. Ама колку е тажно тоа нечија желба да згасне, па звезда да падне од небово. Таа ми е обележана, ночка весна и ти си само бол неко те има ми обележана. Добро. И отказан и лет ми е обележана. И на краја којата? На краја последната е, мислам дека е Мистерија буфа. Се пронајдов во репликата, секој поет е будала, а секој будала е поет. Ме погоди в срце. Иначе тоа е реплика од мојот братчето Илија Волчевски, тој ја кажува репликата и која пишува в книгава, ми дојде така да напишам
песмата и не ми текнуваше прво од која представа. И му пишувам на Илија на Инстаграм. Илија, дали можеш да ми кажеш од која песна, од која представа е репликава и кој режисер ми треба за книгата? Во секундата ми одговори. Да, А тој не одговара се. Поздрав до Илија, најголем до него. Да. Инаку имам посвет исто во книгава, тогаш Елена ми кажуваше некој дека има книга издавана, дека има 2 книги. И јас си реков кај да ја купам книга вонма. И само го носиш он истим сега. Само вака вади, повели ми. И посвета ми напиша. Тогаш шетав со 10 книги цело време со мене, значи не ја остава дома книги. На Петар со надеж дека мојата поезија ќе ти се допадне со љубов, Елена ја. 11.6.2024. Да, датум. Да. Обожавам да пишам датум на посвета. На посвета? Да. Па еве си памтиме. Сакаш некој поетски, она да си направиме рулет? Поетски рулет, Ајде. Која е тебе, која мене? Овдека се обележени четвртиот. Праше го него, дозвола се вратиш. Различно време, различно место, ама сепак иста љубов. Ајде сега и ти, да сакам да ти кажам која ми е милена песна на таа книга. Чеки да видам. Само во неговите преградки сум своја. Не. Песната? Ена. Ана Ена? На детето кое расти во мене, кое ме расти предпазливо. На Ена, на кој не се двоумам, на кој не дозволувам да ме сака. Не носам Петар Наочари. На Ена, на кој се Дозволувам да ме. на која не дозволувам да ме сака. Тоа е Ена. за моето Тоа дете, за детето во мене, тоа си го крстувам Ена. Така си го викам. Еве има и со физика, не знам како може физика да пишува добро. Од се по нешто има математика Да. и македонски и физика. Јас сакам да ви кажам која ми е мене омилена песна од сите овие. Сама се отвори, фала Богу. Да не ставев Кармин, никогаш немаше те видам како фокусирано ми објаснуваш како да го поправам. Знаеш ли дека можеш да го размачкаш? Таа вака песна ја напишав моментно. Една од ретките песни што сум ги напишала моментно и така останале, никош не сум ги сменила. Значи, од кога почнав да пишам книгава, таа беше многу преднапишана, напишав во секундата. Не знаев дека ќе излезе во книга, многу се плашев да не томаш кој што кој напиша да се препознае, ама кој ја објавив книгата вака ми беше гајле. Ако се препозна, нека се препозна. Што му сум јас крива? Она кога ти пасува чевличката, носи ја Синдерела. Пепелашки. Требаше тоа да го напишеш. Реално не знам кој те е малку повреден, ама срам да му е. Срам да му е. Добро, не, ако се влюбиш во некој не мора да има повредени. Има и песни кои што ти има некој. Има, да, не велам, не, ама поиќе се така во фазата на влюбен. А во тефтерчето што имаш напишано? А во тефтерчево си пишувам еве голосов да имам напишано што сакам да Од Интеракт клуб? остварам во живото. Не, во тефтерчево многу сакам да пишувам еве песни што ми се бендисале од некого. Сум ги сретнала на TikTok, на не знам, на Instagram. Цитати имам овде. Овде имаме те пак нешто пишувано. Тоа ми е така многу убава навика. Си пишувам од се по нешто, во тефтерче ми е на поклон од едни пријатели кои живеат во Австралија. И така ми е многу при срце тефтеро. И си го користам за посебни прилики. Ти имаме сентиментални нешто што ни се при срце. Еве го мојот. На нас има многу поризични работи, таму не отварам. Значи таму е новата книга која излегува кога? 2026-та. 2026-та? На 2 години се објавува книга, а 2025-та се надевам, спремам нешто, се надевам дека се ќе биде како што треба и до крај на година, ако не почеток на 2026-та да излезе нештото од мојата комфорт зона. Инаку сакам да објаснам што проект ако може. Да, тоа ми е наредното прашање. Станува збор за драма, нешто ново. Лани учествував на драмателница што беше организирана на Чернодрински и од тогаш сум запнат да напишам драма. Почнав да пишувам. Идејата нема да ја кажам за да не биде како да ви давам предавторски права да се резервира. Да си ги чувам. Ама само ќе кажам нешто дека е инспирирано од историјата на Македонија. Тоа ми е така најбитно и драмата е туркав да ја почнам пред ситуацијата во Кочани. Но се случи таа ситуација и се инспирирав уште повеќе и поврзав се во едно. Се надевам дека до тогаш, до
едногодишнината таа ситуација ќе можам да издадам, доколку не мислам дека таа прилика и така ќе биде доста погодена за таква драма. Да. Се надевам дека некој ќе постави драмата на сцена. Ќе ми ја прати драмата. Че ми ја пратиш драмата. Имаме од драмската секција на проект исто. Чекалница? Елена Андреевски, наредната А. драма. Јас мислам за чекалница зборуваш. Чекалница беше представата. Има читано? Ми ја прати. Ти ја прати? Да, ја прочитав во првите мислам дека имам прочитана чекалница. Ти беше довршена тогаш кога ми ја прати, мислам така нешто беше, ми ја прати, ја прочитав, ама знам дека никош не ти пишав, ти нема време. Тогаш бев со многу врски, така нешто беше со интеракт во секој случај, ама не знам, некој настан спремавме и знам, дома ја читав, се спремав за да излегувам и кога се спремав за да излегувам гледам нешто да читкам така да се занимавам и ја скролам вака на телефон и ја читав и реков да му пишам на Петар, да му пишам и никош не му пишав на Петар. Што мислиш за драмата? Мене многу ми се допадна. Сценската поставеност не ја видов каква ти е замислата, како си го представил свето. Ти беше режисер, така? Јас бев асистент на режија, професорката по македонски беше режисер. Добро, ама сепак Да. ти си влијаел врз тоа. Па да, тоа е најубаво че самиот сценарист си влијае врз нештото. Тоа ми е мене нај она баш. Сакам мојата драма која ќе се режира, јас да си бидам дел од тоа. Баш сакам отвори театарот до тогаш. Да ни се отвори. И јас се молам на Господ. Ако не, ко трпче во дипломатик, мислам. Тоа мене не представува никаков проблем. Никогаш. Сакам да те прашам што мислиш за ситуацијава со театарот и со општо културниот живот во Прилеп, како полека сега сме? Културниот живот во Прилеп го држиме на стаклени нозе моментално. Кој како можеме вака е како мене, личност како тебе, дел од МТФ Церодрински, сите го држиме културниот живот во Прилеп на стаклени нозе, да го држиме колку да постојајте. Мене ми е многу жал, отиваме стварно квалитетна младина, посебно во Прилеп, креативни деца, деца што има во нив живот, деца што има во нив пасија да прави нешто, се потиснати од деца со партиски книшки на 17 години. Тоа е таква е ситуацијата. Мораме да се прилагодиме тоа што се случува, ама не мора да значи дека мора да седиме со скрстени раце. Значи, че чукаш што гледав зид, че се јакаш ако треба 10 пат таква песна имам напишано, дури не го скршиш зидови, после тираш дале, идемо дале до медалје. Фала Богу. Таква е ситуацијата. Тоа е, мене ми е многу жал за театарот и Марко Цепенков што се затворија. Искрено мислам дека редно беше да се направи нешто за да стасаме до нов театар. Тој нов театар го чекаме години. Тешка тема за сите. Новиот театар не може да биде во наредните 3 години. Сигурно. А проект има отворено 2016. Да, проектот отворен и финансиран по 10.000 евра за да изградиш установа. Да. Во тој дел да не навлегуваме, ти не ни е на срамотата, нас ние само да се трудиме да го држиме. Да го држиме младенскиот центар и да сласаме до нешто. Свеќе на министерството ќе му покажеме ако се трудиме за тие театарски игри, а ние застануваме како младина и ги поддржуваме. Ете сам си свесен колку младина лани имаше, колку волонтери бевме на театарските игри. Многу ми е мило што има младина што носи вака некоја искра и во животот кој ќе направам некој финансиски средства со кои јас мислам дека ќе можам да поддржам таков проект да се изгради театар во Прилеп. Ако нема до тоа изградено, ја ќе го изградам. Еве јас ти ветувам. Да, вака за ова. Така. Значи не толку ми е јас самата гледам кој има премиера на представа, колку деца одиме на премиери на представи. Не само деца, значи изведба имаше изведба секоја недела. И секоја недела имаш полна сала од 260 седишта. И вели сега зошто да се затвори таков театар? Прво, театарот во Прилеп има најголема, најдолга театарска историја. Да. Значи историјата на театрологијата ја пишуваме ние во Прилеп овдека. Дефинитивно. Ама и прашање на место беше кога ќе му падне на некој кров, да бидеме искрени и реални. Значи мене ми се ме случајно да влезам на представа, да се потпрам на цидо и да падне метално нешто. Тоа не е нормално се случи во театарска куќа. Имам глумера на таа сцена,
на смотри, на патронат, извинете, организирано нашето училиште, значи сцената може да е искршена, ама таа сцена на некој живот му е. На сите тие актери, еве, тебе како актер во младински театарски центар Зона. И вас, кој ќе ве гледам од Зона, значи, продадовте колку на Чародијски се веќе дома, колку представи се продаде? 4 или 5? 6. 5 или 6. Полни. Значи полни. Немаше празни места. Немаше празни. Се тепа помошни седишта места сме. Фестиваливе. Значи луѓе се тепа за карти. Ај тоа што ида други гости. Лани на дупло дно на наша представа. Вака беше в театар, вака. Значи нашиот театар заслужува најголема поддршка од сите театри во Македонија. Да. Дефинитивно. И имаме многу добар ансамбл имаме. Еден од најдобрите. Значи, мислам да бидеме реални. Знаеш, ова И режисери имаме. И режисери. Си ги рамнам вака со МН-та. Да, Значи, сега бев последно на 12, гледав 12. гледаше 12. Да. И Се како е? изборив за карта. Таа е страшно, тоа е представиште со сите големи букви напишано. Ќе гледаш, ќе биде мислам на Ќе види да официјалната селекција е. може нема да биде чувството исто како во Мата во МН-та. манат имаш и овде и на сцена седишта и Да, ама барокниот дизајн на МН-та ти додава на вајбо. Многу додава, верувај, значи не мислам дека ќе биде истото Прилеп, ама се надевам дека ќе биде помагично во Прилеп. Да, може би. И самата поставеност на сцената поинтимно е неголи во Марко Цепенков. Тоа додаваше многу. Знаеш колку е таа представа спонтана, значи на Никола Ристановски му пукна лименка со сок на сред представа. И се Никола смееш. Ристановски си пуше шајкос. Буквално, значи че видиш колку е преспонтана и да се направи таква спонтана представа, што тебе нема да ти смета ако ти пукни лименка на сред представа, то треба да си страшно добар дел од ансамбло. Такви се кај нас Прилеп. Кај нас Прилеп се, значи првично Зоран си ја свитка ногата на сред представа, Зоран остана. Поздрав до Зоран. Поздрав до Така Зоран. му душа. Марија и скина тетива Тетивите на представа на Хамлет. на Хамлет. Јас бев баш на таа представа. Значи на Марија ништо не забележавме. Еве јас некој ми кажа Евгенија, што е во Зона, кажа демек Марија искина тетива на сред Хамлет. Прво прашав која проекција. Сега ова што беше пред недела. Јас бев на таа проекција, Марија ништо, значи нешта се тоа се тетиви во прашање, боли, нема да ја користи таа рака, че пушти некоја солуда, ништо. На Марија ништо не се забележа. Како ништо не се случило, си ја изигра најпрофесионално таа представа. А тоа е многу поиќе од да ти пукни каначка на лименка со сок. Навистина, браво си за Мари и за за Зоки. Зоран. Тоа беше, јас бев за Зоки тука, мислам, бев на представата на дупло дно. Не знам како успеа, се избори до крај, се поклони, замине и толку беше. Другиот ден дојде со штаки. Со штаки. Да, и Марија навистина. Ја памтам на сцена, значи другиот ден бевме на тркалезна маса и се појави Зоки со штаки. Така свативме дека на Зоки ништо му се Што случило. направи? Ја исчешив ногата на представа. Која представа? Кај ја исчешив? Ја видов. Кога беше нешто? Михајло, сега раководитело, рамото го има, мислам дека исчашено на да инспекторе. Не знам, не сум запозната со тази ситуација. Мислам дека и тој си имаше или некој си имаше повредено дефинитивно да инспекторе, пошто тоа е представа со грешки и сите пајџа сценографија на нив. Знаеш колку пата представа гледале? И јас 4 или 5, сигурно. Да. Значи таа беше представа што се проектираше, мислам дека година и пол, така неколку се заврши. Да, тераше долго Значи време. таа, Дури не замина црторој тераше. да. Тераше таа представа. Може дека братучет ми воле изезата се дојде, ама пак многу ми беше Поздрав убави. до братучет. Поздрав пак до братучет ми, 100 пати поздрав Ша до пресфолче, братучет. како си? Да, сега сакам да те прашам, да се навратиме малку на Интеракт. Ајде. Како дојде до Интеракт клуб, односно до позицијата како председател на Интеракт клуб? Тоа беше пак спонтанно, ќе си кажам. Значи, ја не очекував.
сакав да бидам претседател на Интеракт во секој случај. Сега нема да се правам невиното јагне дека неće да бидам претседател, не, сакав да бидам. И го имав тоа правено со многу личности, тој мога дека јас некој ден имам амбиции за тоа, ама не беше конкретно таа година. Очекував дека ќе биде наредната година, оти сум 4-та година, 18 полни, ме свеќаш, сето тоа помага да се изврши како што треба таа функција на претседател. Си поздрав далеко, поздрав тоа што си во 3-та година. И така многу работи влијае врз тоа јас дали ќе бидам претседател или не. Јас сум член на Интеракт од почеток, кога влегов во училиште во гимназија. Памтам, беа дојдени четворица, ми го запишаја бројот и ме внесоа во групата на Вибер, ме внесоа многу подоцна, од кога почна првиот состанок, ја лутам му пишав на коментар. Оти не викате на состанок, изнервирана. И по неполни 10 минути ми враќа, демек извинувам, се направиле грешка, и ме поканија след состанок. Одам на след состанок, си беше фино. Првата година си бев така една од помирните, ташо не е толку најактивна, ама втората година колку настани беа под, ајде да кажам, со голема моја помош организирани. Чак и еден настан беше тотално моја и организација од Јоаким. Јоаким ме подпредседател Интеракт, поздрав до Јоаким. Тука да си ја поздравам и Нина ни е секретар и без помошта нивна немаше ништо да биде. Па и сите 45 члена колку што сме, поздрав до сите вас. Да не веретам си имиња презимиња. 40 минути ќе треба писала. Сега сакам да те прашам, кои се следните чекори на Интеракт клуб после првата деценија? Се продолжуваме исто како што си почнавме, значи најдругарски, најдружбено, че се организираме настани. Гледам да ги оставам овие настани во Аманет, што се настани, например ги имаме дружење за 3 декември со сите центри на едно место, кај што пригодуваме, организираме приватна мирна забава со сите нив, пак со гитара, поздрав до Кирил Моденовски што секој пат не ми одбива на телефон кога ќе го викам. И си пееме песнички, ме свеќе што е тој првично настан кој се организира 2002 или 3 година, тотално под наша финансирано. Ме свеќаш нашиот Ротари клуб, да кажам, оти оваа година Ротари клуб многу ни помогна за тој настан. И овој настан на Могила што случи тој сет настан, како го оставам Амана да се организира и се продолжувам исто како до сега со тоа темпо, да се организира минимум по 2 настани во месец, една забава обавезно, забави многу почесто затоа што свесни сме немаме. Значи ја немам кај да излезам во градов, а сум љубител на доста, да кажам, на ексиу музика, тоа е доста културна музика, нешто што не издигнува. Да не ни се локдаун, кај ќе одиме? Нигде. Локдаун, no cigarettes, не се едно, no cigarettes, да доктор си. Оние се добри, The Flames, мислам, тие се целосен бенд, така како се вика, Matrix. Аха, Matrix. Сергеј Поповски пее. Да, The Flames. И овие The Dreamers не се тука. Да, и The Dreamers, ама тие некако последен период нема се активни. Да, не знам. Не знам зошто. Милан, where are you? Кире, молам, зашто не сте активни? Зашто вака? Например, тие ги пранаја бајте забави во бифе. Значи, ние ги знаем по забави од бифе. Последниот ден на театарски имаше забава и значи... Петар не беше присутен, да ви кажам, по Делириум беше, не знам кај беше Петар. Петар на последната забава беше толку израдуван, пошто дека и тажен, и радосен, и во еуфорија, музиката беше предобра, се беше прево тука, сите бевме вака во едно купче, сите волонтери, сите луѓе бевме на едно место, сите што секако се дружевме во последниот ден и уште кога почна On Nipple People да пеа песни, толку беше. Јас реков Петар не е био ту. Петар не е био ту, Петар почна да игра, се премори и во 2 сата се замина дома. А уште траеше забавата, се заминавме в театар, тогаш. Мислам, со актери не можеш да завршиш во 2,5, тоа е прерано за... Тоа е прерано, да. За нив, за културни уметници, значи, се молам. Тоа минимум 5 са бајле. Татко ми е многу добар другар со Трпче и порано Трпче кога беше многу активен во ансамбло во театарот, секоја театарска премиера, татко ми остануваше до рано другиот ден. Дури и одма на работа. И од таму на работа. Ама тоа се живе море човекот, тоа тој памти има спомени. Да, тоа се во културниот живот изгресонцата се најголемите спомени. Да, после забава. Сега за крај сакам да те прашам каква порака би ми испратила на младите
кои сакаат да бидат дел од промената, но уште не знаат од каде да почнат. Почнете тоа што се најдува најблиску до вас, со тоа што ги имате во вас. Значи, нешто што го научив во овие 3-4 години, дека сите сме родени со некој талент. Дали тој талент е за спорт, за пеење, за пишување, сите имаме за нешто талент. И не може да ми каже дека постои дете без талент. Може не е тој талент што дете го замислува, ама има некој талент. Да. Барајте се себе си, онаму кај што мислите дека ќе се најдете. Значи, ако и да сгрешите, имате само по 15, 16, 17, 18 години. Живото, деца сме. Живото, ама во живото се чуат грешките. Дефинитивно, ама и нема да стасаш до твојо најдобро излегување без да го направиш првиот чекор. До твој врв на кариерата без да тргнеш да го успеваш тој врв. Тоа ми е така една приказна од која јас самата си се водам. Не се плашете од предизвици. Значи јас во трета година бев во втора година, извинете, точно пред една година, кога ми понудија да бидам председател на Интеракт, јас бев едно детенце малецко и не знаев што значи тој збор председател на младинска организација, на младински клуб. Јас тргнав во тоа и може на почетокот мислев дека сум сгрешила, оти беше преголема одговорност, тоа мене ме најде и јас дефинитивно научив многу од тоа. Прифаќајте се што мислите дека можете да направите. Макар тоа било волонтерски. Еве јас и ти може брзо волонтирање зборуваме до утре са бајле. Од волонтирањето учиме како понатаму. Од тоа ќе научиме како во животот. Значи пробајте. Еве ќе ја прочитам, сакам многу да ја прочитам таа песна, таа ми е вака една од најомилените. За крај. Да почнеме тоа. Во ниеден случај не ме плаши ѕидот во кој ќе се мамнам. Ме плаши интензитетот на мојата желба да се мамнам ѕид. И со тој интензитет сите може да ги скршиме цврстите, најголемите ѕидови изградени. Оти ако на првиот пат не успеш да го скршиш, ќе го успеш на вториот, на третиот, на петтиот, на 10-тиот. Ама пробајте се. Никогаш немојте да се срамите ако сте пробале нешто и ако не сте успеале. И ја не сум успеала во многу работи, па моментално сум тука кај што сум. Сите тие неуспеси и успеси не водат до некој ниво кај што ние сме тие какви што сме. Без никаква слика, без никаков си филтер, без ништо клаено пред нас. Така да, најте порака до младите, пробувајте и немојте да ви биде срам, оти пробувате. Значи, волонтирајте. Имаме многу места во градов кај што може да се волонтира. Зашнете се во некој клуб, излезете од дома. Младински совет Прилеп, сегде. Сегде. Значи, тоа е театарски игри, дефинитивно... Силјан Штрков, сегде имаме волонтери, значи... И се потребни волонтери Да. на Прилеп. Точно. Може, јас на првата моја дебата, не знаев што да зборувам, еве ќе ви кажам, тоа ми е едно најлошите искуства во живото и сите некако ме нападнаја мене и на првата панел дискусија истото се случи, ама јас без таа прва панел дискусија немаше се научам да зборувам пред На микрофон. втората? Немаше да се појавам на втората. Немаше да ми дојде идеја да се појавам на втората, така да сите правиме грешки, сите сме ние луѓе. Тие и што се ајде да кажам моментално најпознати, највисоки луѓе, што вака му се дивиме и се прашуваме и како тие стасале до таму, пробале и не се откажале. Ако вие мислите дека дека имате афинитети за поезија, пробајте, никој не ве брани. Значи, еве може ова книга да само финансирана ми е мене, ама првата книга ми е целосно финансирана дата песнопој. Значи има места во држава, има конкурси, најдете начин, пикнете се, некако влезете и после ќе видите колку само се полесно ќе ви оди. Како ќе видите несото како навика, како не знам, мене не ми е моментално на пример проблем ја да носам барања во општина. На првиот пат кога влегов во општина ме избрка, еве ќе ви кажам. Шо бараш ти девојче, овде ова не е кој што треба барање, ми го фрли и ми избрка. Вториот пат кога се појави во општина со барање, знаев како да постапам. Сега навика ми е да влезам ја во општина, ја не се стравам да влезам во општина. И да ми каже проблем, секогаш ќе има некој проблем, оти уште сме млади, фала Богу, уште сме неуки, доволно за да поставиме такви работи. Самите грешки ќе ве научат како следниот пат. Од самите грешки ќе научите што да смениме и како да се поставиме на редниот пат и ќе стасаме до таа верзија која ние сме сакале од мали. Тоа е патот до успехот. Точно. Ти благодарам што денеска беше дел од чукањето на пулсот на младите.
Фала ти што ја сподели твојата приказна искрено и сигурен сум дека многу луѓе ќе се пронајдат во неса. Ќе ми биде многу мило доколку младите слушнат каква порака ете се трудам да испратам и се надевам дека ти си помине првично убо, Право дека ти си задоволен, фала ти на поканата. Има нашо сега што сум тука. Фала. Секој клуб е организација, но интеракт е нешто повеќе. Тоа е пулс што чука во градите на младите. Тоа е волјата да се направи разликата и вербата дека утрешнината се гради со денешна добрина. Елена ни покажа дека водството не значи да одиш пред сите, туку да ги држиш сите заедно. Дека зборот може да биде алатка, а делото глас што се слуша недалеку. Ова епизода ја посветуваме на сите млади кои сонуваат гласно и да испуваат тивко. На сите што се прашуваат дали можам. Одговорот е да, можеш. Благодариме што го следевте пулсот на младите. Останете со нас, бидејќи ова не е крај. Ова е почеток на ново слушање.